Почитувани дами и господа, втора сезона на Бизнис клуб на Стопанска комора на Северна Македонија и трето уво, наш денешен гостин Кастриот Арифи. Благодарам, председател. Многу сум сакал да те видам во ваква улога функција, затоа што цел живот те знам како човек кој што работи како картица. И мене ми е голема чест да бидам тука и да споделиме размислување. Да видам дали секој пат ми бил обсесија си добар како во работата, така и во зборувањето. Се надевам дека сум. Ајде ќе видиме, ќе дадат суд луѓето. Кој ќе кажеме М6, во нашите кругови се знае што значи тоа. Али кој ќе кажеме Тиквеш, се знае тоа многу пошироки кругови, цел свет. Дали е чест и задоволство да се работи со Тиквеш? И чест и задоволство и за сите нас што работиме таму голема и среќа. Значи тоа е непроценливо искуство, богатство за сите нас и во право сте, да, М6 е холдинг компанијата, но Тиквеш е тоа брендот што резонира низ буквално низ цел свет. И тоа не е само брендот, него тоа и го носи самиот, да речеме, подзнак на Македонија и тоа уште повеќе не прави и погорди да бидеме дел од тој тим што полека ја се грижи за тоа и ја дига Македонија на тие височини кај што стига и Тиквеш. Сум бил во цел свет, сум видел реакциите за Тиквеш и за најдобриот негов производ и мислам дека е во врвот секогаш и секаде и на секое место, дека тоа го прават луѓе како тебе тамо на чело со Светозар Јаневски, али мислам дека е створена силна екипа која што и во наредниот период ќе има што да каже. Во право сум? 100% сте во право. Ја би дал поголем нагласок на тоа што значи господин Светозар Јаневски за Тиквеш и за Македонија, бидејќи тој што, да речеме, е првиот што иде напред и би рекол дека искрено во неконвенционална смисла на зборот би рекол дека он е искрено и голем патриот, бидејќи он го носи тоа знаме. Значи, он сегде кај се движи, а вие го познавате и лично знаете дека он си има прилика од Америка до Кина да седне со секакви луѓе од секакво ниво и он не само промовира Тиквеш, него Тиквеш е Македонија, македонска гордост, македонски производ. Да, би рекол и регионот веќе. Затоа што и во регионот многу за регионот претпоставувам дека е уште поголемо влијанието, бидејќи он подолго време оперира низ овие краишта, но не знам. Меѓутоа за младите да знаат, треба да напоменеме и она што се случуваше при трансформацијата на државата од Југославија во независна држава, кога сите директори во Македонија доброволно одевме да учиме одредени методи и решенија од господинот Свето Јаневски, кој што секојаш предначеше со нови технологии, знаења, алатки и така натаму. И тоа кога ќе се сетаме еден навистина добар пример во кој што нити едукативен центар имаше, нити плаќаше некој, секој одеше и учеше. Пред 18 години е направен едукативниот центар во склоп на М6 едукативниот центар во Тиквеш, а тоа е наследено од времето на пивара, значи зборуваме над 20 години. Потезот што беше направен тогаш 89-та година за франшизата со камионите. Да. Беше нерештив за сите нас. Ден денеска е најпаметната работа што не постои таков вид на дистрибуција во светски рамки. Значи, таква ефикасна капиларна дистрибуција со такви, да речеме, фокусирани вработени, не постои. Значи, тоа не успеало до сега да се реплицира нити во регионот, ни подалеку од регионот. Да се навратам на тоа што рековте, он предначи и ден денеска не застанува, еве денеска ако е најактуелно Artificial Intelligence, он е влезен 100% во тоа. Значи и во ова време он сака да научи нешто ново и е тој што најмногу инсистира за да ние идеме напред, да не застануваме и да се модернизираме со сите нови алатки што постојат во светот.
ти го тиквеш и во М6 си задолжен за стратегискиот развој Да. на компаниите и на холдингот и така натаму. Така. Во времењата на бивша Југославија, кој ќе се кажеше дека некој е задолжен за стратегија, се сметаше дека е втор човек. Дека таа задача му се дава на човек што има најголем умствен капацитет да ги отвори процесите кои што можат да доносат добровит и на фирмата, и на луѓето, и на заедницата, и на државата и така натаму. Дали таквата твоја позиција ја исполнува твојата амбиција на све она што си вложил во образованието и во животот, да може стратешки нешто да се направи кое што ќе се памети? Секако дека да, ова за мене е најголемиот предизвик, зашто сега, за разлика од оперативните работи што сум бил вклучен до сега, кои биле, да речеме, на повеќе на дневно ниво, денеска треба да размислуваме не само јас, него и сите ние, заедно и со господинот Јаневски, како да растеме понатаму. Значи, не очекуваат неизвестности, сите сме свесни за инфлацијата, сите сме свесни за тоа што се дешава во светот. Гледаме, да речеме, што се случува во Белград, кој е нашиот најголем пазар после Македонија. Ние мораме да бидеме креативни и стратешки да се спремиме за сите овие шокови што се случуваат и да најдеме начини и патишта како ќе растеме. За нас не е опција да не растеме. Значи, ние го држиме, да речеме, преднячиме и во винската индустрија во Македонија, и ние како најголеми го имаме и одговорноста да бидеме на некој начин најпаметни, најспремни за идните времиња. И тоа во тој контекст и таа потреба. Ние не сме биле толку навлезени во стратешкиот развој на компанијата до сега, зашто на некој начин и растот доаѓал природно, али веќе не е толку лесно, и особено ако сакаме да растеме на извозните пазари надвор од регионот. И таму веќе се соочуваме со компетитивна или компаративна предност која не е толку лесна како во регионот и мораме да бидеме постратешки, да речеме, усогласени во секоја смена на водењето на компанијата. Интересен е фактот што од 2004 година наму кога го презеде М6 Тиквеш направи рапиден исчекор напред по своето маркет шер позиционирање во своето портфолио, во своите производи, операции и така натаму. Меѓутоа, долго време се нишаше една идеја за спојување на трите гиганта на бивша Југославија, Бадел во делот на пијалоците, БИП во делот на пивото и Тиквеш во делот на ова, за да, како што се образлагаше, за да се намали трошокот на дистрибуцијата. И со тоа да се стекне компаративна предност. За да можеме да... Дали како човек што се занимава со стратегии, тоа ти изгледаше? Апсолутно. Ние денеска ни постои тоа како стратегија и бараме кој ќе биде следниот играч со кој ќе можеме да се поврзаме, за да можеме да ја имплементираме таа стратегија. Јас сметам дека тогаш да се реализираше таа, да речеме, тоа тројство, ќе беше фантастично и за Македонија, и за Бадел, и за БИП. Али ајде да не навлегувам во политики. Али не една е стратегија. Стратегијата е апсолутно, тоа е окрупнување, да настапиме на пазар со диверсифицирано портфолио, сите сме ние појаки и да го на некој начин да го усмериме пазарот таму кај што сакаме. Значи ние сега ни се случуваат секакви трендови во потрошувачката на алкохолни пијалоци, на вино, така ќе бевме многу постабилни, многу поспремни за тоа што не очекува. Така е. Ние покрај нашата основна функција да поразговараме со бизнисмени и луѓе што ја креираат економската политика, имаме едукативна задача. Луѓето не се должни да знаат за компаниите, за цифрите и така натаму, меѓутоа од наш аспект тие се значајна. Да речам алатка, би сакал да ја замолам да ни откриете некои цифри кои што се значајни и можда за обичниот човек и нелогични, а се однесуваат на број на продадени флаши, на извоз колку имате, на колку различити производи пласирате на пазарот, во колку земји извезувате и така натаму. Значи, ние извезуваме повеќе од 25 земји во светот, значи од Америка, Кина,
Германија и да речеме Велика Британија, кои се најголеми стратешки пазари надвор од регионот. Најголем втор пазар после домашниот е Србија, после доаѓаат Босна, Хрватска и Косово. Црна Гора исто така е голем пазар за нас. Ние сме број 1, значи во однос на цифри ние сме број 1 винарија во однос и на продадена литража и продадена вредност во регионот. Компанијата денеска негде ова година сигурно ќе го поминеме износот од 60 милиони евра приходи, некои си 16 милиони литри, што е најголема литража продадена од било која винарија во регионот. Особено гордост за нас е тоа дека растеме после пандемија, растеме со забрзан раст и успеавме и да се справиме со пандемијата и со инфлацијата и со енергетската криза пост пандемија без никакви проблеми и само не очекуваат, мислам дека уште подобри работи. Да, станува предизвик, ова што напоменав и порано, неизвестноста што предстои во иднината, али сме ситуирани и такви подготвени така што без никаков проблем ќе се справиме и ќе продолжиме да растеме. Колку извезувате 60 флаши во вино во Србија? Во Србија во флаши сме над 6 милиони флаши. 6 милиони флаши. Да. Значи, стратегијата која што и ден денеска викаш ја има тиквеш е да и сепак направи најди играчи за да ја реализира оваа операција. Зошто дистрибуцијата е толку скапа работа и учествува со голем процент во финалната цена на производите? Зошто да стигне производот од точка А до точка Б, значи имајќи предвид сега работната рака веќе е скапа, горивата се скапи, али не е толку до колку кошта дистрибуцијата, дали е таа скапа или не. Значи капиларната дистрибуција е многу битна и таа е скапа. Значи како да стигне производот и ние да имаме допирна точка со потрошувачот. Значи што зборуваме? Ние не е проблем да дадеме на субдистрибутери тие да ја вршат нашата работа, али тогаш немаш допирна точка со потрошувачот. А да речеме за господинот Јаневски, тоа е најбитната работа. Значи, тука враќаш информација. Тука информацијата ја враќаш назад. Значи, тоа не прави нас различни од сите други винари, да речеме, ајде да не ги спомнам пиварите и другите од конкуренција, али тоа е за нас најбитната работа. Не дека тоа е скапо, но многу важно за нас. И како такво, значи ние мораме да го контролираме, значи информацијата да иде од наша страна натаму што сакаме да комуницираме, ама исто така да видиме што сака пазарот од другата нас. страна. Да. И во контекст на таа стратегија не бараме ние само играчи со кои ќе се споиме. Ние полека значи почнуваме да развиваме и нови производи за да бидеме на некој начин обезбедени во секој смисла на збора. Значи ќе конкурираме и на пазарот на жестоки пијалоци, веќе сме во развој на такви нови решенија. Исто така ќе видиме дали имаме и други блиски индустрии во кои можеме да влеземе и мислам дека сте запознаени дека сме веќе активно бараме и винари во регионот кај што ќе можеме да направиме диверсификација и на пазарите и на теруарите. Значи инсистираме да најдеме винари со добри теруари и ќе се потрудиме да го освоиме и пазарот од внатре, како што се вика. Развојниот пат на Кастровиот Тарифи беше пат на еден млад човек во наши услови или имаше некаков скок и додир со странско образование? Не, немаме странско образование, освен еден семестар во Осло. Јас сум производ 100% на Македонија, со полна смисла на збора. Значи и во однос на работа, све што сум научил и све што сум добил е добиено од Македонија. Единствено ме прави различен дека сум имал многу среќа во животот да работам за луѓе од кои сум можел многу да научам и сега ова последното со Тиквеш и господинот Јаневски е непроценливо искуство не само за мене, за било кој што ќе има добрна точка со него. Ти си роден тетовчанец. Тетовчанец, да. Живееш во Скопје. Живеам во Скопје. Космополит. Се трудам. Се трудиш. Да. Јас сум космополит и можам да потврдам дека 10 највлијателни албанци имаат изјави дадено во позитивна конотација за мене и ги држат. Одлично. И покушавам тие односи да бидат на највисоко ниво. И се. Зашо не се?
помеѓу македонци и албанци во тој Да. контекст зборите. Мислам Зборуваме дека за бизнисот. А, за не интересира бизнисот? политика. Зошто Зашо бизнис македонците имале повеќе, албанците помалку? ја мислам дека се работи за некоја вродена недоверба од политички причини повеќе или медиумски настроена такво. Како што ќе видите двајца бизнисмени, било кој што ќе најдат заеднички интерес, нема да видите никаков проблем. Значи, еве, јас тоа не сум го осетил, на вистина. Значи, да не кажам дека ми било голема предност, зашто на некој начин сум се борел во свет кај што многу албанци не влегле да се борат. И моето искуство не укажува на такви, да речеме, дискрепанци помеѓу албанци и македонци. На вистина не. Барем моето искуство, да, постои недоверба. Зборуваш за бизнис. Само за бизнисот зборам, исклучиво за бизнисот, зашто ние се водиме од некои си вредности, принципи и цели кои се поразлични, да речеме, од политичките принципи, вредности и цели. Така е. И мислам дека тоа што го утврдивме во комората, бизнисот на бизнисмените, политиката на политичарите е фереш. Апсолутно. Комората е најдобриот пример за Да. тоа. Ти си член на управниот одбор на комората. Во новиот мандат. Во новиот мандат и имаме сериозна екипа, така? Фантастична екипа. Фантастична екипа. Сега која треба да направи голем исчекор, а тој голем исчекор треба да биде содржан на 2 тројки. Една тројка да се обидеме да го разрешиме прашањето за капиталот и трудот, бидејќи работниците се незадоволни од газдите, газдите од работниците. Второ, да се обидеме да ја поправиме структурата на капиталот, на ангажирани и неангажирани личности, затоа што ние не може да издржаваме ангажираните толкав терет на себе. И третото е при промена на власта да постои континуитет во легислативата. Да. Тие принципи кои што ги изнесе господинот Јаневски 2010 година и ден денеска се алфа и омега во нашето работење. И мислам дека се вистинскиот одговор на предизвиците кои што постојат. А на тоа се надоврзуваат борбата против корупцијата и сивата економија, брзата гасификација на Македонија и поддршка на извозот. И горе-долу, ако човек сака стратешки да се позиционира и да направи нешто, треба да се концентрира на помали захтеви, за да може да ги реализира, него да го прошири нивниот опсег и да не може да се во рамките целиот на можностите. Така. Ти доаѓаш со големо искуство од приватниот сектор, ги гледаш проблемите на јавниот сектор и во работењето таму и сега во работењето на бизнес заедницата. Има ли решение за таа работа? Има решение, но бара многу волја. Значи се работи за волја. Значи тоа што не дели нас со јавниот сектор или со политиката нас како бизнис е дека ние прогресот го гледаме линеарен, да биде одржлив, али да има прогрес. А они го гледаат цикличен. И тука се делиме. Значи треба да се има поголема волја и треба да се има континуитет, тоа што го кажавте вие. Значи нас не е битно да нема неизвестности, да нема преголеми промени, нас како бизнис. Така што тука треба да се усогласиме во однос на потребите, што се потреби на политиката, на јавниот сектор и што се потреби на бизнисот. Искрено кажано, тоа што го имам како искуство, кога ќе видите, кога ќе разговарате или кога ќе работите со јавниот сектор, ќе видите дека они се 100% на наша страна, во смисло они точно знаат што не е добро и што е лошо. Веќе го земеме пример извозот. Значи да ја земете стратегијата за извоз на Македонија до, не знам, 2040, кој беше датума што беше ставен. Значи они имаат точна диагноза што фали, што е проблемот и што треба да се направи. Значи тоа е што е ставено во констатира. Дали тоа ќе се реализира, дали тоа ќе се имплементира, тука се делиме бизнисот и кај нас екзекутивата и завршувањето е многу побрзо и многу е по-неопходно. Ама и мора да биде затоа што ние плаќаме пари за тоа. Ако имаш ти кредити, ти плаќаш секој ден таксиметарот чука. А овој вели дојде во октомври. Чекај до октомври, јас треба да платам. Баш, значи се работи за волја
и се бара малце повеќе пожртвуваност во смисла дали сум ја спремен да жртвувам нешто политички во Втора однос на тешка подобро. дискрепанца во овој момент е прашањето на одговорноста која што е битно изразено кај приватниот сектор, а вама е битно уназадено кај јавниот сектор. И сега тука нема спојка веќе кај да направиш. Сега мене ми стигнуваат информации, ево вчера, дека до изборите нема никакви трансакции, никаде никој ништо не подпишува во државната администрација. И со тоа стојат операциите на бизнисот. Разбираш, и не можеш да се разбереш. Што кажав, Каква? циклусно. Значи они си имаат еден циклус на избори сега и тоа станува првиот приоритет на било што. А ние како бизнес не можеме да чекаме. Ние мораме да се потрудиме, да работиме и да растеме. Значи, апсолутно. Така што тие се тие потреби кои се наши, кои се неопходни и не можат да застанат, а они можат циклично да одлучуваат за нивните потреби. Тука се делиме со нив, не е дека нема знаење, се нема се уште доволно волја за да се направат реални потреби. Кастројот има некаква врска со спортот и со фудбалот? Не, со фудбалот не. Како помлад бев многу ангажиран со скијање, нели тетовчанец, така што од млади години до негде до 16 години активно се занимавав со скијање професионално, но тогаш се преселив во Скопје, средно имам завршено во Скопје и тогаш полека изгубив и желба и можност за да Имаше добри терени по оваа шапка. Имаше добри терени по оваа шапка. Оштри. Да, и се уште има. Не сум бил. Фантастично е све тоа тамо, само тоа е еден од тие многуте ресурси на државата кои остануваат неискористени. Неискористени. Да. Пратиш ти други спортови на? Не. Да, пратам спорт. Пратиш. Значи, фудбал пратам, тенис пратам. Мене ме интересира спортот, културата, уметноста и така натаму од аспект на бизнисот. Што значат за тебе овие големи цифри на пари што се вртат таму? Значи, тоа е можност што ние треба да најдеме начин како да искористиме. Значи, тоа е една од моите работи. Значи, има базен на приходи, на пари, што ние треба да најдеме начин како да привлечеме за нас. Така гледам. Добро. Има фамилија Кастриот? Имам. Жена и две ќерки мали. Прваче и година и пол. Да. Како они се снаоѓаат сега? Таа најмлада генерација во системот и за нив нови технологии. Предизвикот председателе е во тоа дека они се влезени во тие нови технологии, а нашиот образовен систем е застарен и мој најголемиот страв беше и ден денеска е како тие деца кои се родени и растени во тие технологии ќе се снајдат, да речеме, ајде дословно кажано со црна табла и креда. Значи, како ќе држат фокус и како ќе успеат они тоа да учат, за разлика од нас што сме ги немале тие технологии. Тоа е мојот најголем страф, а тоа што видов во првата недела на мојата ќерка е дека најголемиот страф на наставниците или едукаторите е дека сите меѓу себе сега децата зборат англиски. Имаат потешкоти да ги натерат да зборат на мајчиниот јазик, за да можат да се разберат. Тоа прашање остана нерешено. Нерешено. И тоа треба да се воведе со закони, да се учат сите јазици. Да. Човек веди колку јазици знае, така вика. Обичниот човек. Кратки прашања. Зошто растот е низок во Македонија? Растот е низок во Македонија, зашто Македонија искрено, значи веќе имаме 30 години или 33 години од кога постоиме како држава, али да речеме од 2006 наваму се направи најголемата трансформација во економијата. Како ја гледам? Не само ја гледам, неко и академиците тоа што пишуваат е дека Македонија едноставно нема инклузивен раст. Значи нас ни расте за 2 децении, за 20 години економијата за просечно 2,9%, а реално тоа е премал раст за една економија која е малечка и која треба да расте. Значи тоа што се направи во 2006 базирана економија, развојна економија на ефтина работна рака, странски директни инвестиции, субвенционирани, големи јавни капитални проекти, тоа не донесе тоа што се очекуваше. Тој ефект што очекувавме ние како држава
не го гледаме ден денеска. Нас ни треба развојна економија базирана на извоз со додадена вредност или со зголемена домашна компонента. Само тоа е начинот како можеме ние, како мала економија, да идеме напред. Што е за Кастриот дефиниција или позитивно и негативно во субвенциите високи кои што ги дава државата? Позитивно е во износот. Македонија дава сериозно големи субвенции во неколку форми, значи субвенции се или поддршка за бизнисот, се и странските директни инвестиции. Да. Имаме закон за поддршка на инвестиции на поголеми компании. Фондот за ФИТР, значи фондот за иновации беше исто така субвенција. Имаме огромни субвенции во земјоделието и во прехранбената индустрија. Износот е голем и тоа е позитивно. Лошото е дека има големи злоупотреби и непродуктивни субвенции кои не носат реален прогрес и се на некој начин застарени модели. Значи, што се базира на инпут, а не се базира на реален аутпут или да речеме иновации или можности за компании кои можат да растат и во обем. Значи, на некој начин ние ќе земам мојата дејност, значи лозарството и винарството. Ние сме среќни што лозарите добиваат субвенции, зашто ние добиваме поевтин инпут и ние сме конкурентни на пазарот. Проблемот е дека поголемиот дел од тие субвенции се без критериуми и се даваат, да речеме, за постоечки лозови и насади кои не вродуваат во плод. Значи, ако направиме една многу едноставна анализа, Македонија за 20 години само во прехранбена дејност има дадено над милијарда евра субвенции, а имаме добиено 700 милиони евра трговски дефицит во храна. И тоа е. Значи, компанија вака размислува, што добивам на крај. Ние сме добиле зголемен увоз, увезуваме околу милијарда евра храна, а извезуваме некои си 300-400 милиони, значи 600-700 милиони е трговскиот дефицит во прехранбена индустрија. Да прецизираме овде во овие вака блиц прашања дека и алатките и методите што се употребуваат кај нас се уште неразвиени. Има ли разговори на таа тема? Во однос на јавниот сектор нема разговори, али се начнати сериозни разговори. Еве сега во Комора имаше иницијатива за да се влезе, да се направи некој си deep dive во таа насока и мислам дека треба и Комората и ние како млади се учесници во коморското работење да влијаеме, да седнеме со владата или со јавниот сектор да разговараме на ниво на ефекти. Само на ефекти. Постигнале, да. Што сме постигнале и што можеме да направиме поразлично. За образованието кажате и уште еднаш да повториме, значи треба да се префрлиме на вештини во високото образование. Бидејќи дуалниот систем горе-долу некако е ставен на нозе. Ставен на нозе, вештини, треба новите генерации да ги учиме на креативно размислување, да ги описмениме медиумски и дигитално, зашто сега новите технологии се дигитални, и да се надеваме дека ќе успееме да ги задржиме тука. Значи да немаат потреба да ни заминуваат на надвор. Да. Имаше уште едно прашање кое што и на почетокот го споменавме околу стратегиите. Можно ли да дозволиме да при буџет од 6,5 милијарди стратегиите за развој на државните клучни сектори да ги прават меѓународните организации? Дали е можно? Да. Може би е можно. Дали е логично? Не би требало да е логично. Значи не би требало меѓународни институции да ја сакат Македонија повеќе од нас или развој. Да кажете, јас не дека не се професионални. Апсолутно не би требало. Али тоа се работа на владата. Зашто реков ми преска, не ни фали нас кадар да го направи тоа. Ни фали волја. Волја. Многу често се слуша меѓу народот, нашиот менталитет е ваков, нашиот менталитет, ако сите знаеме дека менталитет не се менува лесно
И што е потребно да се направи поголема мобилност меѓу граѓаните како би се зближиле, што повеќе и бизнисот би се рашарал низ цела држава. Треба да не слушаат повеќе претседатели. Значи проблемот е дека сега некако све спаѓа на политизирање, било што, било какво решение да дадеме ние како бизнис, некој ќе не нарече политичар, другата страна, ова страна. Значи мораме да го тргнеме. Тоа е работа што не треба да не засега нас како бизнис. Треба поголем континуитет. Кажавте, најбитната работа е тој третиот столб на коморското работење. Значи како да ги натераме јавниот сектор да мисли подолгорочно. И да ги практично поттекне процесите и почитува на препромена на власт да нема. Нема. Значи големи, промени, да нема премногу мешање. Значи ние од 2020 наваму имаме 21 одлука од страна на влада за лимитирање на маржи, лимитирање на ова. Значи бизнисот не сака неизвестност. Значи бизнисот сака прогрес, предвидливост. Значи како ќе ги планираме ние нашите средства, како да растеме. Значи не зборуваме само за малите бизниси кои одма од тоа се први што паѓаат. Одиш ли во Албанија? Одам. Што е твоето мислење? Тоа што сакаме ние да го постигнеме. Значи одлучност од страна на политиката да прави тешки промени, храбри одлуки, во Албанија тоа го гледа. Значи јас ќе ја земам Албанија и ќе го земам, ќе ја земем Албанија и Косово како наши соседи кои да речеме во 2002 кога завршија сите конфликти во регионот, излегуваат тие со полоша економска инфраструктура, далеку полоша инфраструктура економска од Македонија и ние бевме лидери во тој аспект. Денеска тоа веќе не го гледаме. За нас тоа е пропуштена прилика, ние требаше да ги земеме нив за рака и да им кажеме како треба, а се доведовме во ситуација Албанија да има повисок или побрз раст од Македонија, поодлучни во секоја смера и во однос на европските интеграции и да речеме една политика која е поодлучна да направи сериозни реформи. Многу сериозни реформи. Да. Јас оно што го гледам се согласувам оди во тој правец, особено во делот на инфраструктурата, хотелиерството, земјоделието и така натаму. И тоа не треба да се страмиме и треба да учиме од тоа што е понапред од нас. Владата најава низа инвестиции. Британска гаранција, кредити од Маđарска, некои други активности кои што ќе бидат објавени. Финансиски сето тоа зборува дека се припрема некаква офанзива инвестициона. Веруваш ли дека може да даде резултати? Последните 20 години ни укажува дека такви инвестиции не носат инклузивен раст. Доброто е дека дел од тие инвестиции идат во подобрување на инфраструктурата или поврзување со големи, да речеме, регионални коридори. Тоа ќе донесе дефинитивно. Тоа што нас ни треба е домашна компонента. Да речеме, тие коридори кои ќе ги гради? Дали ќе бидат наши компании? Тоа е битно. Значи да не биде случај да речеме на Бекта Еленка кај што ни еден од нашите компании не може да влезе да работи или не ги исполнува условите законски предвидени или немаат моќ да влезат во такви. Значи за нас е битно да има домашна компонента во сите тие развојни проекти. Дали има нешто што не кажавме, а што сакаш да кажеш? Многу битна работа во однос на образованието е да бидеме поконзистентни. Оно што сакам да го дефинирам, баш ми беше пријатен разговорот, да можам да финиширам, да кажам дека многу е битно да се знае дека ние од оваа ситуација не можеме да направиме чекор напред без необични решенија. Ако мислиме дека со постојните решенија тоа ќе го направиме, грешиме. Затоа треба секој да е максимално спремен да допринесе и да носи товар. Да носи товар и одговорност за да нешто направиме повеќе. Ти благодарам што беше гост. Благодарам и на вас.